Интегративците вечерва нема да спијат за да ја дочекаат одлуката на Уставниот суд за балансерот. Евентуалното негово окинување би можело да биде жарчето кое го чекаат за да го остварат сценариото за дестабилизација која се најавува изминатиот период. Балансерот кој тие го донесоа цврсто веруваат дека ги штити правата на албанците, иако прерасна во чиста злоупотреба при вработувањето под државна капа. Но од партијата на Али Ахмети признаваат дека протестите се опција која е ставена на маса, ама уште тлее надежта дека уставните суди нема да се решат да ги укинат вработувањата по етнички клуч. Балансерот е алатката која што ни овозможи и ние да се чувствуваме како албанци дел од институциите и дел од државата, и затоа јас сакам и да бидам оптимист и да очекувам дека Уставниот суд нема да го укине или поништи балансерот како алатка за вработување. Доколку тоа се случи, нормално дека ние ќе треба да се браниме или да реагираме соодветно на една таква одлука, која што во секој случај ќе биде неправедна. Дали протести се една од опциите? Остануваат дел од опциите. Универзитетски професори уште пред 20 дена кога Уставниот ги стопираше вработувањата по национална припадност, ја поздравија одлуката за преиспитување на уставноста на балансерот. Според професорот Јовевски, сега треба да покажеме дека сме зрело општество каде постои кохезија помеѓу различните етнички групи, бидејќи дискриминацијата веќе е надмината. Овакви, би рекол, афирмативни алатки за дискриминација се користат, тие секогаш се од времен карактер. Секогаш се од времен карактер, додека да ја постигнат целта. Кога ќе ја постигнат целта, тогаш се оди веќе и на ставот дека општеството е зрело да веќе без да има потреба од интервенции законски на афирмација на нееднаквоста, да се веќе кохезијата спроведува, да се негува да постои во општеството. Вработувањата по етнички клуч се плод на Охридскиот рамковен договор и беа спорни за мнозинството уставни суди. Предметот кој уставен го оформи е на иницијатива на антикорупцијската комисија која ги оспорува одредбите за правична етничка застапеност во државните институции. Дебатата тогаш меѓу уставните судии беше тензична, бидејќи тројца од нив, Осман Кадриу, Фатмир Скендер и Насер Ајдари, се против оспорувањето на етничките вработувања со образложение дека тоа би можело да предизвика меѓуетнички тензии.